Драги слушателки, мило ни е што ја слушате оваа епизода од програмата Жени со надеж. Јас сум Сандра и во денешната епизода ќе продолжиме да размислуваме за менталното здравје, односно за разните психички нарушувања, бидејќи сакаме да ја подигнеме свеста за оваа проблематика. Целта е да обработиме барем дел од овие нарушувања за да ве едуцираме и информираме. Се разбира, како и досега, секоја тема ќе ја погледнеме од перспектива на Светото писмо, за да сватиме дека без разлика со што се соочуваме, ние сме скапуцени, сакани и вредни во Божите очи. Добре дојдовте и од мене, драги слушателки. Во денешната епизода ќе зборуваме за една состојба која што веруваме дека е присутна и ја гледаме често околу нас. Што значи кратенката ОКР? ОКР е кратенка за сериозна ментална состојба која се вика обсесивно-компулзивно растројство. Во денешната епизода ќе зборуваме за тоа како се снаоѓаат лицата кои живеат со тоа психичко растројство и како се снаоѓаат оние кои живеат со такви лица. Сандра, дали си сретнала некој кој има вакво растројство? Драга Нена, искрено јас честопати се наоѓам баш во таа ситуација да коментирам лица со ова растројство и тоа е дел од моето секојдневие. Конкретно го коментирам маж ми кој страшно сака седае на свое место и седае многу чисто. Тој забележува дури и кога лиштата стојат на даската подолго од 2 дена или при излегување од дома секогаш ќе прокоментира. Дали некогаш некој ќе ги исчисти овие скали? Секако во почетокот на нашиот заеднички живот, јас лично многу тешко го поднесував тоа и барав од него да се менува. Тој од друга страна воопшто не можеше да свати за што зборувам и своето однесување го сметаше за потполно нормално. Неговите коментари ме ваде од такт, буквално ме излудуваше и не знаев како да се најдеме на иста бранова должина. Сандра, дали го реши тоа и како? Секако дека тука помогнаа годините на созревање, но многу придонесе читањето и учењето за тоа растројство. Сватив дека можам да помогнам да ни се подобри односот едноставно така што уште пред тој да прокоментира, јас ќе го трнев тоа што најмногу му пречи. Така беше во првите години. А во следните години веќе почнав едноставно да се смеам на целата ситуација, па ќе му речев: не грижи се, еве денес ќе се трната лиштата. Драги слушателки, јас сум Нена, а вие го слушате подкастот Жени со надеж. Во денешната епизода ќе зборуваме за обсесивно-компулзивното растројство. Со нас е тука и Моника, која ќе ни ги даде одговорите на некои од нашите прашања. Моника, добре дојде. Драги мои, добро ве најдов. Мило ми е што сум тука со вас и што имаме една интересна тема за размислување денес. Во денешната епизода ќе зборуваме за обсесивно-компулзивното растројство. Ајде за почеток да го дефинираме самиот назив, за да знаеме за што точно зборуваме овде. Обсесии се непријатни мисли, слики, нагони или импулси. Импулс е она ненадено чувство дека ќе се случи нешто страшно, кои може да предизвикаат силна анксиозност. Вообичаените обсесии вклучуваат стравови од зараза со нечистотија, бактерии, вируси и многу други работи. Тука се и грижите за незаклучени врати, неисклучен шпоред, поради кој куќата ќе изгори или во неа ќе се провали. Потоа, тоа може да бидат наметливи мисли или слики за пцуење, особено пцуење на Бога, овде зборувам за религиозни лица, сексуални мисли, мисли на личноста за тоа дека некого ќе повреди, убие, сексуално ќе напастува и така натаму. Тоа може да биде и страв од правење грешки или лошо и непримерно однесување, потоа потреба за голема точност, например начинот на кој личноста ги реди работите или ја работи која било работа, настојувајќи да ја направи совршено, без ниту една грешка. Поради што постојано ја проверува и никако не може да ја заврши. Ова се најчестите обсесии, но тие може да бидат практично за што било. Обсесивните мисли ја прават личноста многу анксиозна или згадена од самата себе. Таа мисли дека е грозен човек, кога има такви мисли, па обично се обидува да ги игнорира или да ги спречи или да ги неутрализира.
Компулзиите од друга страна се однесувања што се повторуваат, а може да бидат и мисли. Нешто што личноста го прави за да се почувствува подобро. Најчесто тоа е одговор на обсесиите. Компулзиите ја помагаат на личноста да биде сигурна дека нештото од кое се плаши нема да се случи или за да ја намали напнатоста поради обсесиите. Најчестите компулзии се некои очигледни однесувања, но понекогаш може да вклучуваат нешто што личноста го прави во главата, за да се обиде да ги доведе работите во ред. Например, личноста може да ги мие рацете на секои неколку минути како одговор на обсесијата за зараза со бактерии. Или кога веќе излегла од дома, може многу пати да се враќа за да провери и да биде сигурна дали навистина ја заклучила или го исклучила шпоретот. Или ако го опцула Бога, може во себе многу пати поред да ја повторува молитвата за да ја неутрализира пцовката. Други компулзии може да бидат претерано чистење и дезинфицирање на куќата, перење облека, броење, допирање, изговарање зборови во себе, средување и редење на работите на точно одреден начин и така натаму. Обсесивно-компулзивното расстройство, ОКР, е состојба кога личноста има обсесии што се повторуваат, компулзии или и двете. Луѓето со ОКР најчесто имаат и обсесии и компулзии, но понекогаш имаат само обсесии или само компулзии. Моника, колку е расширено обсесивно-компулзивното расстройство? Околу 2 до 3% од луѓето во популацијата имаат обсесивно-компулзивно расстройство и најчесто за прв пат се развива меѓу 18-та и 30-та година, но присутно е и кај децата. Дури се смета дека околу 2% од децата имаат симптоми на ОКР кои стануваат непрепознаени. Ова е обично долготрајна и хронична состојба. Така, а кои се причините за појавување на ова обсесивно-компулзивно расстройство? Причините за појавата на ова расстройство се уште не се сосема јасни. Еден дел можеме да го препишеме на биолошкото наследство, иако не се пронајдени одредени гени. Поголема е веројатноста за добивање ОКР ако го имаат блиски роднини. Улога играат и одредени промени во рамнотежата на хемиските супстанции во мозокот, затоа и лековите може да помогнат, односно антидепресивите, кои влијаат на подобрување на рамнотежата на невротрансмитерите во мозокот, како и кај повеќето други психички потешкоти и животните стресови играат одредена улога, како и одредени особини на личноста. Кај ОКР тоа е изразена одговорност, совесност, перфекционизам, емоционална нестабилност и слично. Како се развива обсесивно-компулзивното расстройство? Над 90% од луѓето имаат чудни, необични мисли и слики или импулси дека ќе направат нешто чудно и потполно непримерно. Например, на повеќето луѓе им паѓа на памет идеја како среда многу сериозен состанок, одеднаш ќе почнат да викаат, пеат или пцујат. Меѓутоа, повеќето луѓе само во себе ќе се насмевнат на таквата идеја и знаат дека постои голема разлика меѓу мислата, вистинската намера и вистинското однесување и воопшто не мислат со тоа дека поради таквите мисли се лоши луѓе, затоа и не прават ништо посебно за да ги спречат таквите мисли и понатаму не им паѓаат на памет. Луѓето кои развиваат ОКР, кога ќе им падне на памет таква чудна мисла, многу се вознемируваат, бидејќи мислат дека се многу лоши, зли, неодговорни луѓе ако имаат такви мисли. Исто така како да не увидуваат дека постои голема провалија меѓу нашите мисли и намери, а тогаш пак меѓу нашите намери и однесувањето. Например, вие можете само да размислувате за тоа како би било убаво да се вклучите во волонтерски клуб и да им помагате на лица со инвалидитет, но голем е чекорот меѓу вашата идеја дека би било убаво тоа да го работите и вистинската намера тоа на вистина да го направите. Кога ќе се појави и вистинска намера да се вклучите во таков клуб, треба уште да го совладате големиот чекор, тоа е на вистина и да го направите. Па тогаш и уште еден ден кога ќе се зачлените во тој клуб, на вистина да се посветите на помагањето на лицата со инвалидитет.
И според тоа има многу чекори меѓу една мисла и вистинското однесување. Луѓето со ОКР не ја увидуваат таа провалија и мислат дека се грозни луѓе поради тие мисли дека се слаби, бидејќи не може да ги спречат, па тогаш уште повеќе се трудат за да ги спречат самите себе понатаму да не ги мислат тие мисли. Но колку повеќе се трудат, мислите се повеќе се враќаат. Дека е тоа така, можете веднаш и самите да проверите. А следната минута смеете да мислите што сакате, само не смеете да мислите на виолетов стол. Обидете се. Што се случи? Веројатно, виолетовиот стол постојано ви се враќаше во главата и всушност, веројатно, најмногу на него мислевте. Поради тоа и луѓето со ОКР, што повеќе ги спречуваат своите мисли, толку тие пожестоко се враќаат. Прифаќањето на тие мисли како нормални, кои на огромното мнозинство луѓе им паѓаат на памет, често е и најважниот чекор во терапијата. Содржината на ненаметливи мисли, обично многу совесни и морални луѓе за кои е најмалку веројатно од сите луѓе дека ќе направат нешто поврзано со содржината на нивните мисли, содржината на наметливите мисли обично зборува само за она што на личноста е важно и најсвето. Например, религиозната личност често има обсесија во која го проколнува и пцуе Бога, нерелигиозните лица немаат таа обсесија, или младите мајки често имаат обсесии дека ќе го удават она што им е најмило на светот, нивното бебе, но ако постои нешто што е најмалку веројатно дека ќе го направат, тоа е токму тоа. И во тоа е големиот парадокс на ова растројство. И тогаш кога ќе сватат дека не може да го спречат она да не ги мислат обсесивните мисли, лицата со ОКП тогаш прават нешто што за момент ќе намали таа тегобност или некако ќе ги неутрализира обсесиите. Ги прават компулзиите. Но проблемот е што правењето компулзии на личноста и пружа само моментално леснување, па постојано мора да ги повторува. Таквото повторување може да ги окупира поголемиот дел од денот на личноста и поради тоа што таа повеќе нема да има доволно време за други нешта во животот и поради тоа што и таа ќе биде во постојана напнатост. Моника, кажи ни тука можат ли да помогнат лекови? Истражувањата покажа дека 50% до 60% од луѓето со ова расстройство кои земаат антидепресиви што ја зголемуваат количината на серотонин во мозокот, се чувствуваат подобра. Сепак, проблемот со лековите е што симптомите се враќаат во полн замав ако личноста истовремено не научила како да ја контролира својата анксиозност поради обсесиите, за да не ги направи компулзиите. Токму когнитивно-бихевиоралната терапија може да помогне во тоа. Кај потешките и долготрајни состојби најкорисно е истовремено да се земаат лекови и да се помине психотерапија, бидејќи така побрзо се напредува. А кога лекот ќе престане да се зема, личноста веќе има усвоено стратегии за управување со својата анксиозност. Лековите ги предпишува лекар, психијатар кој за тоа има најстручно знаење или вашиот матичен лекар. Дали луѓето со обсесивно-компулзивни расстройства се тешко растроени или луди? Не, никако. Обсесивно-компулзивното расстройство спаѓа во групата анксиозни расстройства кои се воопшто многу раширени во популацијата. Многу успешни и познати луѓе имаат оваа состојба, дури истите оние особени за личноста кои го одржуваат ова расстройство се до некаде поврзани и со оние кои се важни за успех. Претерано чувство на одговорност и за себе и за другите, совесност, перфекционизам, посветеност на работата и целите, огромна потреба за контрола, следење правила и слично. Ова расстройство е многу непријатно, но луѓето со ОКР самите себе се уверуваат како лоши, луди или опасни луѓе поради некои луди мисли кои на огромното мнозинство луѓе им паѓаат на памет и кои самите по себе не значат баш ништо. Луѓето со ОКР не се луди, бидејќи тие јасно сваќаат колку е бесмислено тоа што им се случува, но едноставно не знаат како да си помогнат. Тогаш кажи ни како најдобро се лекува ова расстройство?
Нена, во лечењето се користат лекови и психотерапија, а најдобри резултати се постигнуваат со комбинација на овие два пристапи. Лековите од групата антидепресиви се покажаа делотворни во редуцирањето на симптомите на обсесивно-компулсивното расстройство. Денес најчесто се користат инхибитори на повторно складирање на серотонин, а од лекови од постара генерација добри резултати во лечењето покажа антидепресивот кломипрамин, а ако не се постигне добар резултат со антидепресиви како втора линија на терапија во обзир, доаѓаат и антипсихотици. Според когнитивно-бихевиоралниот пристап, повеќето луѓе во текот на животот повремено доживуваат наметливи мисли, но здравите лица главно не им придаваат внимание на таквите мисли. Лицата со ОКР од друга страна доживуваат интензивна анксиозност кога ќе се појават таквите мисли, па им придаваат поголема важност. Од психотераписки пристап за најдобра се покажа когнитивно-бихевиоралната терапија и логотерапијата. Во когнитивно-бихевиоралната терапија тоа е метод на изложување со превенција на одговор, на кој целта му е личноста да увиди дека може да ја поднесе анксиозноста, без да ја спроведе компулзијата, тоест личноста се изложува на ситуација која ја прави обсесивна, па истовремено се бара од неа да се воздржи од компулзивната дејност која инаку би ја изведувала во таа ситуација. Например, ако пациентот пати од страв дека ќе се зарази со компулзивно миење раце, ќе го замолите да допре врата во некој јавен простор и потоа да се обиде да не ги измие рацете. А ако пациентот ги издржи ситуациите на изложување, анксиозноста постепена сама ќе исчезне или ќе се намали. На овој начин пациентите учат дека не им требаат ритуали за да се решат од тегобноста и дека до некаде можат да имаат контрола над своите пречки. Во логотерапијата тоа би била парадоксална намера која го учи клиентот да го направи баш она од кое најмногу се плаши, за сам да увиди дека може да го преброди секој страв, тоест обсесија. За крај ви оставам 5 прашања кои ќе ви помогнат да видите дали вие или некој кој ви е близок можеби го има ова расстройство. При диагностицирање на ОКП помогна користењето на Зохар Фајнерберг обсесивно-компулзивен скрининг тест, кој се состои од овие 5 прашања. И тоа се дали чистите претерано или перете, дали проверувате често работи, постои ли мисла која ве грижи и оптоварува, од која би сакале да се ослободите, но не можете, дали трошите многу време за завршување на секојдневните активности, дали сте оптоварени со уредноста и симетријата. Ако ве мачат мисли и дејства од кои не можете да се ослободите, не пролонгирајте. Барајте стручен совет. Драги слушателки, денес зборуваме за обсесивно-компулзивното расстройство. Ги наведовме дефинициите и одговоривме на некои прашања, а во вториот дел ќе зборуваме за истата работа, но од верска гледна точка. Ќе зборуваме за верска обсесивност. Што е тоа, како се манифестира и што е здрава вера, слушнете во продолжение. Сандра, многу се изненадив кога го слушнав терминот верска обсесивност. Ќе ни кажеш ли нешто повеќе околу тоа? Да, Нена. Ова е состојба која го парализира човекот, а тоа не е нешто што Бог го сака за луѓето. Он сака да имаме живот во изобилство. Не сака бесконечно да патиме од ваква болест. Точно, верската обсесивност е расстройство при кое некој е патолошки обседнат со морални или верски прашања, што ги тера на тоа да се однесуваат на компулзивен, а често и вознемирувачки начин. Некој кој пати од ова има обсесии, чувствува компулзија, принуда, чувствува тегобност и вознемиреност, и тоа често влијае на секојдневниот нормален живот. Постојат различни фази и степени на ова расстройство, но е во тесна врска со обсесивно-компулзивното расстройство. Значи, верската обсесивност се појавува како религиозен проблем. Во духовниот живот, наметливата мисла се манифестира како обсесивна загриженост околу гревот.
додека компулзивното однесување е со цел личноста некако да се искупи. Тоа води кон постојано барање потврда од околината дека некоја нејзина постапка не била неморална. Личноста може претерано и со часови да се моли или постојано да се навраќа на стари сеќавања, преиспитувајќи дали тие настани биле грешни или неетички. Во потешка форма, оваа состојба ја тера личноста да избегнува луѓе, места или предмети кои се најчест поттик за ваквите обсесивни мисли. Во најтешката фаза, ова расстройство може да предизвика дури и суицидални мисли или обиди. Така, Сандра, како можат нашите слушателки да откријат дали се борат со верска обсесивност? Ке наведеме 5 знаци по кои можете да заклучите дали се борите со ова расстройство. Ако се борите макар само со некој од долу наведените, важно е да разговарате со пастор, духовен отец или терапевт. Побарајте помош пред да биде прекасно. Ова обсесивност го парализира човекот, а тоа не е нешто што Бог го сака за тебе. Он сака да има живот во изобилство. Не сака бесконечно да патиш од оваа состојба. Се во твојот живот мора да биде совршено. Дали си перфекционист? Дали ти е тешко да прифатиш каков било стандард во твојот живот или во животот на другите ако не е совршенство? Перфекционизмот не е ментална болест сам по себе, но тоа е честа компонента на ОКР, верската обсесивност и други состојби. Згоре на тоа, перфекционизмот може да доведе до претерана посветеност на работата и продуктивноста, што ќе ви ја одземе вашата радост и убавите моменти, поминати одмарајќи се со пријателите и семејството. Немојте да паднете во замка да почнете да мислите дека совршенството е нешто што можете сами да го постигнете. Кога станува збор за верата, па и за се останато во животот, ние сме потполно зависни од Божјата милост, милосрдие и добрина. Ако не успевате да го достигнете совршенството што самите си го зацртавте, не паѓајте во очи и немојте да се потценувате себе си. Матеј 6:27 вели: А кој од вас, грижејќи се, може на својот раз да му придаде макар еден лакт? Не можеш да престанеш да мислиш на грешките од минатото. Секој знае да се осврне на грешките од минатото и да помисли: што можев да направам поинаку? Тоа е добра работа. Би требало да учиме од своите грешки. Она што не би смееле да дозволиме минатото да ја контролира нашата сегашност и така да ја парализира нашата иднина. Ваквата личност обсесивно ќе размислува за грешките од минатото и нема да може да престане тоа да го прави. Таа може би дури ќе го моли Бога за прошка за истиот грев по повеќе наврати. Под ист грев мислиме буквално на еден специфичен настан. Често се бориме со истиот грев пак однова, но оваа личност обсесивно ќе размислува за тој еден пат кога направила некој грев. Црквата јасно не учи дека откако ќе го исповедаме гревот што сме го направиле, тогаш таа специфична прилика кога сме сгрешиле повеќе не ја исповедаме. Секако, ако повторно сгрешите, тогаш тоа е друга приказна. Да се ослободите од минатото значи на Господ да му дозволите Он да ве води во иднината. Исаија 43:25 вели: А јас сам ги бришам твоите престапи заради самиот себе и гревовите твои нема да ги спомнам. Мислиш дека си ужасна. Секој има лоши денови. Секој понекогаш се чувствува лошо во врска со самата себе. Ако тоа никогаш не ти се случува, тогаш може би патиш од еден потполно поинаков проблем. Но Бог никого не го направил ужасен. Бог секоја човечка личност ја создал добра. Со гревот сме се извалкале, но Бог ни дава способност пак да ја задобиеме милоста по покаянието. Ти не си ужасна, ти си љубена ќерка од Бога Отецот. Ти си наследничка заедно со Христос. Ти си храм на Светиот Дух. Ако си уверена дека си направила нешто лошо и почнеш да чувствуваш кајање, тоа е милост. Ако се чувствуваш осудена, тогаш тоа доаѓа од ѓаволот и силите на злото. Не се предавај на тој очај и негативно гледање на себе си. Псалм 139:14 вели: Те прославувам затоа што сум чудесно создаден, прекрасни се твоите дела. Душата моја тоа добро го знае. Не си сигурна дека Бог ќе ти прости. Ако имаш перфекционистички тенденции, си се предала на очиот, обсесивно размислува за грешките од минатото и мислиш дека си ужасна, тогаш сигурно низ глава ти поминала мислата: како би можел Бог воопшто да ја прости на грешничка како што сум јас? Тоа е гордоста, која го охрабри Адам на грев, а потоа го поттикна да се скрие од Бога во рајската градина. Каде можеме да се сокриеме од Божјите очи? Он знае се што сме направиле и зошто сме го направиле, па сепак одлучил да не љуби. Бог никогаш не се уморува од простување бидејќи не љуби.
Тој не создал и знае дека правиме грешки. Не сме сезнаени како него, но он неизмерно се труди да ни помогне да ја сватиме неговата љубов. Не сме се присутни како него, но он е секогаш достапен за да ни покаже милосрдие. Нека Божјото простување ни исчисти, промени и подигне. 1 Јован 1:9 вели: Ако ги споведаме гревовите своји, тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Не си сигурна дали можеш да се промениш. Животот е промена. Како човечки суштества ние во одредена смисла постојано се движиме. Цело време стануваме подобри или полоши на многу начини. Растеме во една доблест, а на други начини паѓаме во порок. Тоа е непрестана борба, но не значи дека сме неспособни да напредуваме. Со Бог се е можно. Те молам, знај дека на Бог не му е цел да те скрши. Он те љуби и сака да растеш. Понекогаш тој расте болен, но е за наше добро. Личноста за која зборуваме често станува парализирана од својот страв дека нема никако да напредува. Себе си ке си наметнува страшни бремиња. Кога на некого ќе му се одреди духовна вежба или пост на еден здрав начин, тоа секогаш се прави со водство и под будно око на духовен советник или пастор. Ние едноставно не можеме самите да се водиме низ духовните преиспитувања, исто како што еден хирург не може сам да се оперира себе си. 2 Коринтијаните 5:17 вели: И така, кој е во Христос, тој е ново создание, старото помина и ете, се создаде новото. Во сите нешта надевајте се на Бог. Драги наши слушателки, дојдовме до крајот и на оваа епизода. Доколку некоја од вас го има овој проблем или познава некој кој го има, би сакале да ве замолиме да не се борите сами со него. Побарете помош од соодветните институции во нашата држава и ви посакуваме во целиот тој процес Бог да ви даде сила и начин како да се справите со целата ситуација. Доколку сакате да споделите некаков коментар со нас, можете тоа да го направите на нашата имейл адреса zenisonades@gmail.com. И се разбира, можете да не следите на нашите Facebook и Instagram профили, кои ќе ги најдете под името Жени со надеж. Се надевам дека ќе ни се придружите и во следната епизода. Бог нека ве благослови вас и вашите семејства.